Па, она што го добивме како информација од истражувањето во родовата еднаквост во управувањето, видовме дека се уште жените имаме блага застапеност на жените како менаџери. Има еден видлив податок дека жените во управувањето и во менаџирањето, во раководењето со јавни институции, градинки, училишта и останати агенции во состав на јавната администрација или јавната управа, тука се доминантни и можам да кажам дека тоа ја осветлува целата таа состојба, меѓутоа мораме да кажеме дека тие се строго управувани правила, строго управувани начини на водење на поставки во управување во тие институции и не дава можност за предприемачка креативност. Така ќе го кажам тоа. Од друга страна, во приватниот сектор се уште недостасува доминантната менаџерска позиција базирана на независност, на собственост и на одлуки за одлучување. Меѓутоа, во време на истакнување на родовата еднаквост, многу е важно да знаеме дека кај нас се уште преовладува тој традиционален начин и стил на живење. Ние се уште сме насочени и се подпираме баш на она суштинска точка на понежниот пол, и понежниот пол се уште очекуваме дека и мислиме дека се подпира на потребата да остане нежен пол, да биде заштитен, да се чувствува сигурен во рамките на семејството, во рамките на бракот, во рамките на општественото живење, за да може да се чувствува комфортно и за да може да работи. Жените, повторно нагласувам, дека ја имаат точката на поголема одговорност, на помало ниво на изложеност на корупција, на поголемо ниво на етичко и морално функционирање. Не дека мажите не се морални, туку дека едноставно преовладува тој веројатно природно мајчински инстинкт за неповреда во било кој сегмент од општественото и од семејното живење. Да. Како може ова скалило на условно кажано родова нееднаквост во бизнес секторот да се подобри и каде лежи коренот на проблемот? Дали во законите или пак можеби во традицијата на живење во македонското општество? Пред се во традицијата на живење, кога ги споменавте законите, може да се гордееме и да кажеме дека Македонија по ниеден основ, ниедна законска регулатива не поттикнува родова дискриминација. Нашите закони се балансирани и се однесуваат на сите граѓани, без оглед на тие како се чувствуваат или како се однесуваат или како се изразуваат. Но традицијата е таа што преовладува и тоа не е срамота, ние мораме да истакнеме традицијата. Традицијата во културата, во образованието, во музиката, во начинот на однесување, во начинот како живееме, како го негуваме семејството, како ги негуваме луѓето. И сметам дека тоа не треба да биде пречка, тоа треба да биде и истакната предност. Ако ние се чувствуваме дека се уште на жените им е потребна поддршка од било каков карактер, тоа треба и да се потикне. Меѓутоа дека законите и дека активностите и одредени потикнувачки иницијативи за доминација или за изедначување на жените, особено во бизнисот или во предприемништвото, тие се за поздрав и знаеме дека постојат и, например, една од активностите, една од мерките дека во одредено потикнување за отворање на бизнис и водење на бизнис кај жените е повисок степенот на поддршка. Тоа покажува дека се размислува, дека се поттикнува, меѓутоа не треба да биде пресудно дека е проблем. Напротив, треба да биде само една поттикнувачка иницијатива дека се уште мислиме и ја истакнуваме еднаквост. Да. Во однос на во претходниот разговор
напоминавте дека и таа традиција лежи во тоа што жените и не толку секогаш на некој начин се остава наследство, заради тоа и не може да започнат некој собствен бизнис, па секогаш тој бизнис се подпира на посилниот членот на пол од семејството. Сега ме инспириравте, една мисла ми помина низ главата, дека нашиот систем на пристап до финансии, кој традиционално и можеби конзервативно секогаш е поврзан со банките, не со некои други инструменти за пристап до пари, се уште гаранцијата за бизнис е врзана со опремата, објектот, имотот, недвижноста и така натаму, кој традиционално, доминантно, се уште генерацијски се пренесува се помалце и помалце на жените. Ние имаме таа традиционална култура дека во една заедница повторно имотот останува кај мажот, се уште се практикува тоа, иако нели има исклучоци и намерата е да бидеме сите еднакви. Меѓутоа тоа се надеваме дека со тек на време и со еманципацијата и еднаквоста дека оваа состојба ќе се промени и дека ќе имаме балансиран пристап до финансии поврзан со гаранциите и поврзан со имотот или недвижностите. Нали тоа може да го смени таа родова еднаквост во бизнес. Дефинитивно. Да, дефинитивно тоа ќе го смени, бидејќи една жена кога ќе сака кога ќе се осмели, кога ќе се охрабри или кога ќе на нејзината агенда и програма ќе дојде една нова инвестиција или нов бизнис или создавање некоја си нова вредност, тоа ќе го прави независно без посебни дозволи, одлуки и така натаму. Така, од економски аспект гледано, постои еден клучен проблем кај жената да биде позајакната економски, а тоа е високата стапка на неактивност на пазарот на труд. Што значи тоа? Тоа значи дека една од две жени не е активна на пазарот на труд и не бара работа, и оваа состојба има и дури тенденција на влошување, особено пред пандемијата и сега, затоа што оваа активност дополнително се намалува. Во минатиот период работевме на анализа со цел да ги идентификуваме клучните фактори кои што влијаат на високата стапка на неактивност и идентификувавме дека постојат во најмала мера 4 кои што се доминантни. Првата е стереотипите за улогата на жената во општеството и особено стереотипите во делот на одгледување на деца и помош во домаќинството, понатаму сопствениот став врз тоа дали јас и во која мера сакам да бидам реализирана во кариерата, ставот кон работата, и двата фактори се поврзани со обврските во однос на чување на деца и помош и обврски во семејството. Ова не е и за изненадување, земајќи предвид дека се уште обврските на жената, обврските во домаќинството паѓаат на грбот на жената, затоа што се уште сервисите кои означуваат поддршка за одгледување на деца, како што се детски градинки, дневни престои, понатаму друга форма на згрижување каде што може децата да бидат згрижени во тек на денота, жената да може активно да се вклучи на пазарот на труд, се многу малку и недоволно застапени, особено не се ваквите сервиси застапени во руралните средини. Вториот аспект, значајни недоволни сервиси за грижа на стари лица, кои што и понатаму влијаат за тоа жената да ги преземе дополнителните обврски. И доколку се тоа го ставиме во што значи економски, ќе забележиме дека ваквата неактивност на жените ја чини државата 8% од бруто домашен производ. Односно, домаќинската работа на жените кои не се активни чини 8% од бруто домашниот производ, и тоа не е малку и може да економското јакнење на жената е севкупна позитивна, би било од севкупна позитивна полза за севкупното општество. Имаме ние работоспособно население. Тоа се сите лица кои што можат и се физички способни и психички способни да работат. Понатаму од тоа работоспособно население, еден дел се активира на пазарот на труд, односно активно бара работа,
и еден дел останува неактивен. Значи тоа значи дека една од две работоспособни жени не бара работа и не е активна. Понатаму пречките кои што доаѓаат се откако жената ќе биде активирана, кога таа сака да најде работа, меѓутоа останува невработена. Значи тука доаѓаме до втората пречка. Затоа што тука се соочуваме со втор аспект на родова сегрегација. Тоа значи дека се уште кај нас имаме родови занимања. Жените се уште главно сконцентрирани во занимања кои што се пониско платени, како што се образование, социјала, култура, здравство, додека пак мажите се сконцентрирани во повисоко платени занимања, како што се IT, како што се инженерските занимања. Меѓутоа, пазарот на труд покажал дека побарувачката е поголема за занимањата доминирани од мажи и на таков начин жените дополнително се оневозможени за струката која што ја завршиле да најдат работа и тука сметам дека кампањи за поголемо освестување на правилен избор на занимање е многу значаен, се со цел да и жените може да се реализираат во својата кариера. Да. Имате тука некои бројки, дали може да ни ги посочите на ваше? Да, апсолутно. Тука се бројките во делот на стапката на активност, значи во 2023 година стапката на активност кај жени е 42,8% и ова е многу пониско во однос на мажите, каде што стапката е 62%, меѓутоа исто така е значајно пониска стапка во однос на европските просеци, па така на ниво на ЕУ стапката на активност е 70,2%, што значи дека ние имаме навистина сериозни јазови во делот на оваа активација. Понатаму се тие 4 фактори кои што одредуваат како жените ќе се однесуваат. Жените исто така е докажано дека зошто неплатената семејна работа е значајна. Жените 3 пати повеќе време поминуваат во неплатена семејна работа од мажите и оваа неплатена семејна работа кај жените е проценета на 25,3%. Тука да напоменам, значи во оваа бројка се вкалкулирана и неплатена работа која што е и од вработените жени. Значи тоа што ги имаат врските во домот, таа вкупна е проценета на 25%, а додека пак на оние жени кои воопшто не се активни на пазарот на труд, кои не бараат работа, кои само исклучиво се занимаваат со домашни обврски, тоа е 8% од бруто домашен производ, нешто кое сметам дека е неискористен потенцијал во моментот во економијата, затоа што ако зборуваме постојано дека бизнис секторот има недостигот на квалификувана работна сила, ако разговараме постојано дека нашиот бруто домашен производ е низок, тука е еден потенцијал како ние може од една страна да дојдеме до потенцијал на работна сила, од друга страна да го поттикнеме бруто домашниот производ. Да. Како се движат бројките, чина тука видов 2017-2023 во однос на жените? Во однос на 2017 година која што е пред пандемијата, ние имаме влошување на овие трендови. Севкупно активацијата има намалување и кај мажите и кај жените. Веројатно големата демотивација во делот во периодите на COVID-19 дека луѓето не може да најдат работа, дури и да бараат, ги дестимулирало да активно бараат работа. Меѓутоа, во секој случај резултатите покажуваат дека веројатноста една жена да биде неактивна е од 8 до 22% поголема во споредба со еден маж. Во секој случај, на овие фактори влијаат и некои лични, индивидуални карактеристики, како и семејни карактеристики. Например, колку е повисоко образованието, толку е веројатноста помала за жената да биде неактивна. Понатаму, возраста е значаен фактор. Семејната состојба, каде што за изненадување брачната состојба ја стимулира жената да биде активна на пазарот на труд, меѓутоа истовремено кога ќе стигнат деца во семејството, тоа прави понатамошен притисок да истата биде неактивна. Така што има доста фактори кои влијаат и ова е еден комплексен проблем. Родов јас помеѓу активност на жени и активност на мажи. Значи 15,3 е кај нас, процентни поени е ова.
Значи разлика е тоа 62 минус 42,8, така се добива таа процент. Тоа се тие аспекти. Сега кои се чекорите да се надмине, да речеме, оваа проблематика? Дел од препораките во однос на справување со неактивноста на жените на пазарот на труд е јакнење на инфраструктурата. Во тој дел сметам дека јакнење на сервисите кои што се за грижа на деца и сервисите за грижа на стари лица во голема мера може да придонесат за жените да се активираат на пазарот на труд. Кога сметам сервиси за грижа на деца, не мислам само на градинки, затоа што веројатно и можеби е неисплатливо во секое рурално место да има, меѓутоа други форми каде што ќе овозможат жените да таа грижа за деца да биде обезбедена. Вториот аспект е флексибилното работно време. Во делот на флексибилното работно време може дополнително да биде стимулирање на жените, се со цел да може паралелно да одговорат и на другите обврски, скратеното работно време на работа, каде што иако постои законски, се уште многу малку истото се искористува, се уште ние немаме таква форма на работна култура, веројатно кај еден дел од бизнис секторот и тоа е невозможно, меѓутоа сепак треба тоа да се промовира и да биде почесто застапено. Понатаму активни кампањи за јакнење на свеста и во делот на бенефитот зошто една жена доколку биде економски активна, тоа е бенефит и за целокупното семејство и за целокупното општество, меѓутоа и кампањи во делот на избор правилен на своето занимање. Значи во овој дел се однесува и на машки и на женски, меѓутоа особено во делот на женската популација, сметам дека треба веќе активно да зборуваме дека постојат професии каде што веќе и во моментот има презаситеност и голем број на понуда од страната на работници. Во изминативе години можеме да приметиме дека има одредено зголемување на бројките на пријавени случаи на родово базирано и семејно насилство, меѓутоа за жал се уште голем број од случаите на овие форми на насилство врз жени и девојчиња остануваат во маргините, односно никогаш не биваат пријавени од жените. Причини за тоа најчесто е поврзано со родовата нееднаквост на жените, односно дека нели родовата улога на жените е пропишана од некакви патриархални стандарди и сите жени што нема да се вклопат во таа улога, нели излегуваат надвор од концептот на патриархалното општество како треба да изгледа и каде треба да се наоѓа една жена, и сето тоа се дел од причините зошто се случува родово базирано и семејно насилство врз жените. Повторно и жените кои што ќе претрпат насилство не го пријавуваат насилството од страв дека ќе бидат етикетирани, осудени од општеството, зошто дека ќе бидат обвинети дека тие се виновни, односно дека тие се причината поради која се случило насилството. Иако тоа не е така, единствена причина поради која што се случува насилството е нели продукт на патриархалното општество, меѓутоа единствена причина се мажите и момчињата кои што го вршат ваквото насилство врз жените и девојчињата. И сакам да потенцирам, значи, ниедна форма на насилство врз жените, иако голем дел од формите на насилство кои што нели се нормализираат од општеството, па дури и од самите жртви, ниедна форма на насилство врз жени не може да биде оправдана и не може да се кажува дека една форма е потешка, друга е полесна. Значи, секоја форма на насилство создава одредени штети и последици за жените и девојчињата, кои што нели се одразуваат потоа на незиниот живот и може и психичкото насилство, например, или економското насилство, подеднакви големи штети за животот на жените и девојчињата да придонесат, како и физичкото и сексуалното насилство. Дали можеме да констатираме дека во ова време во кое што живееме на некој начин економското насилство кое што го трпи жената од мажот е на некој начин база за другите насилства, затоа што секогаш мажот е тој кој што ги одредува финансиите, имотот е негов условно кажано, поради тоа и жената се плаши да пријавува затоа што на крајот на денот нема кај да замине.
Па да, една од причините, најчесто жените, посебно тие што се жртви на долготрајно насилство во рамки на семејството, многу доцна се охрабруваат да веќе излезе да пријават, и најчесто тоа е после претрпени физички повреди и физичко насилство. Многу ретко, за жал, жените прво го препознаваат економското насилство, затоа реков, тоа е една од формите која што е прилично нормализирана во нашето општество, генерално во било кое патриархално општество, да се смета дека жената е таа што треба да се грижи за сите, дека имотот, мажот е тој што води грижа за имотот, тој е тој што кажува колку жената треба да има, треба да нема. Секако, кога зборуваме за мажите, не мислиме само на партнерот, на сопругот, тука мислиме на родителите, на браќата. Се уште сме сведоци дека и кај нас, иако се сметаме за модерно демократско општество, во наследните постапки да жените доброволно се откажат, меѓутоа тоа го прават затоа што тоа им го наложуваат нормите на патриархалното општество, доброволно се откажуваат од својот дел од наследството за сметка на братот. Секако дека економската немоќ, финансиската зависност од насилниците е една од главните причини поради кои жените не се охрабруваат да го напуштат кругот на насилството. Затоа ние како мрежа и како граѓански организации особено се залагаме да се воспостави систем кој што ќе овозможи сериозно економско зајакнување на жените, па дури и пред напуштање на кругот на насилството, значи да се работи со жената на психолошко и економско зајакнување за таа да биде охрабрена и потоа да може да истрае и во постапките и да може да истрае, да речам, да се чувства доволно силна да не мора да се враќа повторно кај насилникот. Многу е важно државата да превземе таа обврска, како централната власт, така и локалната власт, да економски се овозможат мерки кои што ќе помогнат на жената да економски се заекне, да биде финансиски независна, да има простор за домување кој што нема да зависи од насилникот кој што го вршил насилството, за да може да се прекине кругот. Затоа што многу често ни се случува кога една жртва на физичко насилство, ако е тоа телесна повреда, се гони по предлог на жртвата. Жртвата ќе пријави во полиција. Можеби институциите ќе отпочнат постапката. Меѓутоа насилниците веќе многу добро знаат дека ако извршат доволно притисок врз жртвите, тие ќе се откажат и кога ќе се откажат жртвите од гонењето негово пред институциите, и институцијата не може да продолжи понатаму. Така да ние ако овозможиме систем да жртвите доволно зајакнат, да таа се чувствува безбедна, сигурна, значи има простор каде што се чувствува безбедна, решено е стамбеното прашање, решена е економската ситуација, тогаш таа жена нема толку да се плаши да опстане до крај во постапката, за да не има поддршка за низините деца, затоа што многу често се случува насилниците да манипулираат со жртвите и преку своите деца. Со тоа всушност они вршат психичко насилство во најмала рака и врз децата, меѓутоа ги злоупотребуваат децата да на секаков можен начин ја контролираат и манипулираат жртвата за да не се прекине кругот на насилството. Така да државата мора да овозможи да жртвата во моментот кога ќе препознае дека е жртва, да може да има пристап и достапност до сите услуги кои што и се нудат, тие услуги да се одржливи финансиски, значи доволно да ги финансира за да може да бидат пристапни во секое време за жртвата. Некогаш бројот на жртви ќе биде поголем, некогаш помал, меѓутоа организациите и здруженијата кои што ги дават услугите мора да бидат тука за да кога ќе се појави жртва, може таа да пристапи да ги добие услугите. Само така мислам дека ќе можеме да се справиме со родово базираното семејното насилие. Последно прашање, има ли подобрување во оваа цела ситуација која што ја разговараме? Значи, со ратификацијата на Истанбулската конвенција и со донесувањето на специјализираниот закон за спречување и заштита од родово базирано насилство од страна на легислатива, можам да кажам дека има прилично големо напредување, меѓутоа имплементацијата на истиот, примената во праксата, исто така во 2023 имавме и промени во кривичниот законник каде што посебно се квалификуваа одредени групи на дела сторени при вршење на родово
базирано и семено насилство, и сето тоа дава една правна рамка за постапување каде што нели државата би можела да даде соодветен институционален одговор. Исто така преку Законот за социјална заштита државата предвиде да поддржи советувалишта, центри, шелтри и слични нели услуги, специјализирани услуги, каде што жртвите ќе може да ги добијат потребната поддршка и заштита. Меѓутоа, за жал, се уште можам да кажам дека во пракса многу тешко функционира тоа како систем. Значи, не можам да речам дека нема подобрување во постапувањето на полицијата. Може да се забележи одредено подобрување после сите тие обуки. Меѓутоа, се уште сме далеку од тоа да зборуваме дека имаме функционален систем кој што веднаш ќе се активира како таков и кој што ќе функционира како систем, а не само поради волјата на одредени поединци да одредени работи функционираат. Значи, ние во моментот тоа го имаме. Ако имаме во полиција инспектор кој што е сензитивен и кој што ќе сака да постапува соодветно, ќе го имаме тоа. Меѓутоа, кога ќе отиде предметот во обвинителство, ако обвинителот не е сензибилизиран, паѓа работата во вода. Исто се случува и пред судовите. Исто и со центрите за социјална работа. Значи, потребно е да има континуирана, постојана едукација, да не се толерира секундарната виктимизација од страна на институциите што им се случува на жртвите, затоа што голем дел, втора причина зашто жртвите не се одлучуваат да пријават е поради секундарната виктимизација која што претрпуваат пред институциите. Значи, мора државата јасно да покаже дека нема да толерира никаква форма на насилство, како од примарните сторители, така и од институциите во вид на секундарна виктимизација. Пример за ова беше пред некое време најавените измени во Законот за полиција, каде што да речам вака со успеавме да се направи усогласување со Истанбулската конвенција и во овој закон да се воспостават одредби кои што ќе значат веднаш одземање на оружјето на службените лица во случај кога против него има, доволно е само жртвата да пријави дека тој поседува оружје или дека е службено лице во Центар за социјална работа. Врз основа на мислењето на Центар за социјална работа, МВР беше должно веднаш да му го одземе оружјето. За жал се случија измени, не знаеме како се случиле тие измени, се даде предлог на закон во кој што едниот член целосно се избриша, за да не бидат упатувани на психолошко советување сторителите на семено и родово базирано насилство кои што се службени лица во полиција, а другиот член беше така изменет да всушност оружјето никогаш не му биде одземено и со тоа да се намали ризикот кон жртвата. За среќа реагиравме веднаш и преку нашата мрежа и преку платформата за родова еднаквост и мрежата за заштита од дискриминација, и Министерството изјавата последна што ја добивме е таква дека ги прифаќа нашите укажувања дека тоа ќе оди на штета на жртвите и дека нема да се случат таквите измени, односно ќе останат одредбите такви какви што си беа со цел за заштита на жртвите.